Ще е мокро, не е мокро. Ано! Дайте малко стрел! Стрело ми дайте! Ајде брат. Ајде. Чекай, колко е? Добар. Век ще ке откинеш. Ајде, дачи има стрело, има! Добро. Тај велико е прска. Горелото е тоа, стvarно. Горелото е тоа. Ja, ik fucking break het dan. Nee, maar Tom. Можеш сега. Можеш около. Ма ја го може или тука. Дај вода да сјама, намо да воли вода, а кај да се подиме сјама. Добро, јас од таа страна го дојдам, да не скружи во децата. Се дојде ти од тука. Ма ти смекам там, даш.
Ајде малку се повеќе десно да го фанем овде на началното да е тука на водата. Малку лево баш. Ја држам на себе. Само момент. Може да се потргнеш. Можеме ли? Можеме ли дечки? Да. Еве, градоначалник, каква е состојбата? Вечерва голем пожар има над градот. Каква е состојбата? Па добро, сакам да ја информирам јавноста за она кое што во моментов се случува во непосредна близина на неколку населени места на територија на општина Штип по изглумнатиот пожар во Приквечерието како последица на силното невреме и електростатичкото празнење се практично прошири пожар кој во близина на Штип заради силниот ветер и непристапниот терен зафати одредени ридови кои се веднаш до неколку населби во Штип. Веднаш екипите на територијалната противпожарна единица заедно со членовите на доброволното друштво излегува на терен со целокупната логистика, ресурси, механизација на јавните предпријатија за да го локализираат овој пожар кој заради непристапноста, заради ветерот се шири и во моментов, но сакам да апелирам до граѓаните на општина Штип дека нема простор за паника затоа што мобилизирани сме максимално, искомунициравме со Центарот за управување со кризи, со Дирекција за заштита и спасување, со другите територијални противпожарни единици кои се во непосредна близина на Штип. Очекуваме во текот на ноќта да пристигнат и тие и практично да се направи еден заштитен обрач за да не се дозволи понатамошно ширење на огнот и зафаќање на куќи имот кои е во непосредна близина на местото каде што се наоѓаме, односно ридовите кои се околу неколку населби во нашиот град. Сакам да искористам оваа прилика да се заблагодарам на сите доброволци кои учествуваат и се уште се овде во гаснењето на пожарот. Направени се обрачи, направена е практично терен за да можат и дополнителни возила да доставуваат доволно количини на вода за гаснење, така да се надевам дека во текот на ноќта ќе биде комплетно локализиран овој пожар. Има ли најава за помош од соседните општини, споменавте од каде се треба да пристигнат екипи? Да, преку Центарот за управување со кризи и Дирекција за заштита и спасување искомуницирани се неколку доброволни друштва, територијални противпожарни единици, искомуницирав со моите колеги од Кавадарци, Свети Николе, така да очекувам во текот на ноќта да имаме дополнителна подршка со луѓе, механизација. Јавните предпријатија се вклучија со целокупната механизација. Сметам дека нема простор за паника затоа што се ангажирани сите логистички капацитети кои ги имаме како територијална противпожарна единица. Се надевам дека временските прилики ќе не послужат и дека ќе се локализира сето она кое што ни престои како опасност. Така, градоначалник, имате ли некаква првична проценка колку е долга огнената линија и колку прилика хектари има зафатено пожарот? Што гори градоначалник? Од она кое што го добиваме како информации од терен, верувам дека во текот на утрешниот ден ќе се направат соодветни анализи. Не можам да дадам точен одговор колкава е штетата и што се е опфатено, но она кое што за нас е приоритет е да нема оштетени домакинства, имоти и затоа обрачите и припадниците на територијалната противпожарна единица се распределени на појас кој што пред се ќе ги заштити имотите на граѓаните на општина Штип. На кој населби е пожар? Како што напоменав, во Приквечерието, во непосредна близина на викенд на селбата Плуждино е забележан огнот кој се прошири кон населбата Кавидаре, која е практично во централното градско подречје, така да на тој појас и на тој потек се движи огнот и верувам дека овде ќе застане. Дали ќе може некоја доброволно
Фала ти. Малку ваше лево. Ама ако може прво име и презиме ваше. Зоран Младеновски од ДПД Штип, доброволно противпожарно друштво Штип. Така, каква е состојбата на терен? Моментално состојбата е под контрола. Беше страшно, имаше стварно стихи огнени. Сега е веќе под контрола. Надеваме се дека преку ноќта ќе се смири комплетно. Така, за колку време се екипиравте, ви излеговте на терен, колку? Па примивме повик од ТПП Штип, за 10 минути ние веќе бевме во противпожарната станица, се групиравме, се организиравме и веќе бевме на терен. На терен сме со 4 наши возила, 4 джипа, 3 атевиња и 12 луѓе. Имате ли помош од местното население или не? Да, секако, да. Голема благодарности до местното население. Многу помош од секаква помош ни прежија, нема збор. Што гори? Сува треба, борова шума? Сува треба и ниски грамушки се стеблести, ниски стеблести растенија. Шапо, стигнале би од никаде. Мислиш да не се разсипе, на се мислиш.
Hai napred te mesto nekoga stiku na Върни го тая назад, брат. Върни го тая, мара. Јашко! Како се викаше тај што треба да му кажува? Јане, брат, кој е? Јане. По тракторот ќе оди. А, по тракторот, ај трактор. Ке правиш? Девете от там. Кой ти nama му вики да се Hoće, ko padneš u mene. Zlatna. Nema, veruj. Stabilno. Da. Чекай, ја да не го дотера сега мојот телефон. Ако не ми сбезе, не ми слушате. Nema ga. Знам, кажам.
Ако не го изгасаме там, Вили се видя. Ако не го изгасаме, Сите Вили видя, ако не го изгасаме. Живо возило не можеше да влезе. Ни возило можеше да влезе, ни од теклото.